Добродојдовте, вие сте на програмата на телевизија Ирис, јас сум Александра Ристевска, а вечерашен мој соговорник е доктор Драган Христов, хирург-ортопед од приватната клиника Аџибадем Систина. Добро вечер и добродојдовте во студиото на телевизија Ирис. Како сте, докторе? Добро. Како ви се допаѓа ли Штип, ако се земе во предвид како добри домаќини, прво да започнеме со тоа? Да, Штип го сакам, а и некои од моите гени имаат штипско потекло, така да мајката на мојата мајка е потекло од Штип. Така велат се што е најдобро излегува посебно од градот. Так. Колку време вие работите како ортопед-хирург, посебно во приватното здравство? Значи, како ортопед-хирург работам од применсо на ортопедска клиника 85-та година, специализација 92-та, специјалист ортопед, а во Систина сум од 2010 година, веќе повеќе од 5 години. И како се одвиваат работите во ортопедијата, во хирургијата? Имаме ли нови дејности, нови методи, нови техники кои започнуваат полека да се вршат врз вашите пациенти? Значи, како и во секоја сфера на животот, тенденцијата и во медицината, посебно во ортопедијата, да се применуваат нови методи кои што се покажуваат дека се многу подобри од претходните, така и во ортопедијата се применуваат такви методи. Тенденција во медицината, посебно во хирургијата, да се работи помалку агресивна хирургија, така наречена минимално инвазивна хирургија или хирургија поврзана со ендоскопија. Така да сите тие работи исто така и во ортопедијата се применуваат. Така, ќе може ли да ни објасните за пошироката јавност што всушност значи агресивна хирургија? Агресивна хирургија значи она што порано се работеше, поширок пристап кон ткивата кои што треба да ги видиме, да ги третираме, да ги лекуваме со поголемо оштетување на биолошките ткива. Значи сега новите трендови, новите методи се прават со цел да тие ткива кои што ни стојат на патот до органот што треба да го третираме, да не ги оштетуваме со нашиот пристап, оперативен пристап. Тоа значи се прави на повеќе начини, едни од тие начини е ендоскопското лекување со специјални камери. Се влегува во тој орган ткиво кај што треба да ја направиме интервенцијата или процедурата, а со микроинструменти истовремено веќе се прават тие процедури што треба да се направат за да се некој дел од телото или поправи или нешто да се отстрани. Истото тоа се применува и во ортопедијата, додека минимално инвазивните методи кај што мора да се направи оперативен рез и пристап до, да кажеме, до зглоб, до орган, се прави на тој начин што се биолошките ткива се гледа колку што може помалку да бидат оштетени од тоа. Така да конкретно јас работам таква метода за имплантација на ендопротези на колк и веќе 5 години го правам тоа. Така да тоа веќе е во процедура. Сакам за гледачите да кажам дека кога кажуваме минимално инвазивна метода, не е воопшто битна должината на резот на кожата, затоа што кожата е орган кој што нема преголемо влијание во функцијата на зглобот, туку кога влегуваме во зглобот, ниеден мускул не се сече, него останува комплетно интактен како што бил предоперативно. Така, споменавте колковите, колку и која е причината кај луѓето што се јавуваат проблеми со колковите, колку што можам да приметам, речиси секој втор човек има проблеми или со рабетот или со колковите. Има ли причина? Значи, општо теоретски во медицинава артрозите на зглобовите се поделени на две групи. Значи, едните се примарни, идиопатски, кај што потеклото не се знае. Едноставно, кај некои луѓе и на нормален зглоб настанува артроза на било кој дел од телото. Додека другите се така наречени секундарни артрози, кои што настануваат како и сите болести, било од вродено потекло, причина, било од повреда, било од некоја друга болест, коморбидитет, да кажеме реума или нешто друго. Повредата ја спомнав, значи повреда, фрактури, набиени зглобови, сите ти работи, оштетување на раскавицата, некои метаболни заболувања и многу други причини. Така, кои се поопасни? Оние генетските или пак оние стекнатите? Значи, може да бидат опасни или тешки за третирање и двете. Кој е обична идиопатска артроза,
таа ги има основните анатомски елементи скоро нормални, само што зглобот се оштетува и тие да кажеме условно дека се многу полесни за третирање. Додека пак вродените имаат многу анатомски промени кои што оперативно ние треба да ги сведеме колку што можеме на нормала за да може тој зглоб што ќе го вградиме да функционира колку може подобро. Така, од кога започнуваат да се откриваат овие аномалии, да се зборува за нив? Конкретно во Македонија вродените пореметување или развиното заболување на колкот е присутно во голем процент и многу одамна се знае за него. Првите сознанија конкретно за некој човек дали ќе има некое пореметување, да кажеме за колкот, се порано се приметувало кој ќе проводи детето, значи на прва година, тогаш или проводува многу покасно и кој ќе проводи има карактеристичен од во зависност дали едниот колк исчешен или се двата. Додека пак сега со современата медицина и со превенцијата тие работи ги откриваме многу порано. Сега постојат неонатални еха кои што се применуваат уште во родилиштата, било каде во тие институции се раѓаат бебињата и ортопед или педијатар може да ги погледне колковите и да се диагностицираат тие пореметувања уште во првите денови од животот. Така може ли да се контролира, односно да се врате, да се регулира? Значи тоа е и суштината на тие прегледи. Јас се сеќавам кога почнав да работам на ортопедската клиника, во денот може имаше 1 до 2 операции на деца кои што има исчашени колкови. Пред 5 години, кога напуштив ортопедска клиника и се префрлив во приватно здравство, веќе во месецот дали имавме 1 до 2 такви операции, сега верувам дека уште поретко. Што значи тоа? Тоа значи дека таа превенција, таа диагностика која што ја правиме во првите денови и на почетокот на животот на секое дете, ни условува да може ние тие деформитети уште во најрана возраст да ги коригираме и да нема потреба од никаква хируршка интервенција понатаму. Така, доколку навреме не се третирани или заболувањето, односно исчешувањето на колкот, какви последици може да претрпе детето кој подоцна ќе се развине? Значи, колкот е многу важен зглоб во човечкото тело и јас многу често знам да кажам дека е централен зглоб. Што значи тоа централен зглоб? Колкот, бидејќи настанува негово пореметување, он се наоѓа скоро во средината на телото. Тоа значи дека има влијание и нагоре на телото, на другите делови на локомоторниот апарат и надолу. Значи, доколку пациент има исчашен колк, не само што ќе биде функцијата на тој колк пореметена, него ќе има инфлуенца и на другите зглобови, на колената, на другиот колк, на рбетот, така да значи на цел локомоторен апарат. Така може ли да се заменат колковите, каква е состојбата по тоа прашање? Значи, вештачките колкови постојат веќе повеќе од 150 години, откако се првите вградени, со тоа што како доаѓаат новите генерации на колкови, тие се по не би рекол совршени, затоа што не е толку совршено колку природното, меѓутоа се по-софистицирани, подобри и поблиски до природните, така да денешниве материјали кои што ги користиме се многу подобри од порано, со тоа што и на тој начин, значи трајноста на вештачкиот зглоб е многу поголема. Така, ќе може ли да ни направите пример, една паралела како се одвива операциите на вештачки колкови пред 10 години, како се одвиваат сега? Колку трае една операција за крепнувањето на пациентот? Значи вака, време траењето на операцијата не може никој да каже и да го прецизира и да даде една статистичка средина, затоа што секоја операција трае, јас имам обичај да кажам колку што треба. Тоа значи дека може да излезат некои непредвидени работи кои што треба да се средат, а може и некој покомплициран случај, па едноставно да тече работата добро и да се заврши за пократко. Кои се разликите? Порано се работеа не пред 10, може би пред повеќе години, методата на работа би рекол беше малце поагресивна. Се правеа поголеми резови, пристапот беше подруг и се трошеше поголема количина на крв.
Сега, тоа што го спомнав на почетокот, значи таа минимално инвазивна метода, тие пософистицирани инструменти кои што ги користиме, овозможуваат да се работи помалку агресивно, помалку травматски за ткивата и со помала количина на крв. Така споменавте пред малку дека во моментот најголем тренд се керамичките плочки. Да. Значи, техниката, технологијата, индустријата тежне кон тоа да направи материјали и секој пат е тоа трендот да бидат тие материјали многу послични со природните. Најтешко е да се направи вештачко нешто кое што би било слично на човечката раскавица. Во моментот, значи, се користат два материјали кои што на различни делови од зглобовите што ги менуваме се потребни како такви за да може да бидат поблиски до природните. Тоа е деловите кои што налегнуваат на коската, се изработуваат од титаниум, барем се покриени површината од титаниум, кој што е метал кој што коската го сака, така се кажува во ортопедијата, бидејќи коската многу брзо и подобро го инкорпорира тој стран материјал во себе и го фиксира. Од друга страна, за да биде зглобот пофункционален, вештачкиот, значи треба нешто да се направи кој што би било најблиску до човечката раскавица. Во моментот, материјали кои што ги користиме, а кои што се релативно блиску до човечката раскавица, тоа е керамиката. Зошто? Значи, човечката раскавица има две карактеристики кои што возможуваат добра и правилна функција на зглобот. Тоа е степенот на фрикција на триење е многу низок и како материјал кој што се трие е релативно инертен. Што значи инертен? Тоа значи дека порано користевме комбинации на метал со пластика како делови кои што тријат меѓу себе. Значи таа пластика со тек на време ослободува ситни парчиња, се абе, и тие ситни парчиња излегуваат во вештачкиот зглоб, организмот не ги трпи нив, сака да ги ресорбира и настанува така наречена, англичаните викаат wear disease. Тоа е болест од трошење. И на тој начин се прави една воспалителна реакција, која што пак од друга страна ослабува коската, и тоа беше причината да се олабави зглобот вештачкиот и да се изнуди потреба да се тој замени со нов. Додека пак керамиката како материјал е веројатно многу близок по степенот на фрикција до природната раскавица, а и е инертна на ослободување такви партикли. Така, колку чини, колку тежат, односно керамичките плочки? Мислите физички по тежина? Така, да, физички, пример, може ли, бидејќи керамика кога спомнеме за општата популација, тоа ни е представува материјал кој би можел пример да тежи. Значи, не се представува ли проблем, прашањето ми, представува ли проблем пример во организмот на човекот, нели, да тежината да повлекува на керамичка плочка, колку време му е потребно на човекот да заздрави повторно, да се рехабилитира? Значи, целиот комплет на еден вештачки колк, јас не сум го мерил и не знам точно, тоа зависи од кој материјал е направен, меѓутоа тоа не е голема тежина, негде околу 150 до 200 грама. Значи, керамиката не е потешка од металот, може би малце потешка од таа пластика, инлајот што беше што го стававме во металот, меѓутоа како тежина не представува некој проблем за човечкиот организам. А она што ме прашавте во вториот дел на прашањето, значи јас ќе ви кажам во кратки црти процедурата на рехабилитација и на заздравување, како што викате вие, нели, на пациент кој што јас го третирам во Систина Аџибадем. Значи, пациентот се оперира, да кажеме, денеска, он останува во болница вкупно 10 дена. Меѓутоа, другиот ден веќе се вежба во кревет и ако нема причини, ќе се седне или застане покрај креветот. Од наредниот ден веќе оди со одалка, сигурно во зависност од случајот, тоа зависи колку ќе го растаретиме оперираниот екстремитет, и веќе до 10-тиот ден он е научен да оди со патерици и да се качува и симнува по скали. Негде околу 14-тиот ден се вадат конците и пациентот се праќа на физико-балнеотерапија во некој од нашите центри, каде што останува 3 недели.
После тие 3 недели ја правиме првата контрола и го ослободуваме од едната патерица и после 3 до 4 недели од втората. Значи негде, ако ги собереме сите тие недели, за 2 до 2,5 месеци веќе пациентот е слободен да оди и да ја оптеретува оперираната нога. Така, кои се најчестите совети кои вие им ги давате на вашите пациенти кои сте ги истретирале? Значи, прво тие совети се индивидуални, што значи дека зависи од тоа што сме го нашле внатре интраоперативно, зависи како завршила, со каков успех и резултат фиксацијата на зглобот, зависи од возраста, коморбидитетот и тие работи. Значи, обично првите 6 недели додека кај пациентот се направи нова зглобна обвивка кој што ние вадиме кога ја оперираме, обично има некои позиции кои што не ги дозволуваме. Позиција, например, како прекрастување на нозе, флексија, виткање на ногата над 90 степени во однос на телото се тој период забранети. Потполно оптеретување, значи, на ногата не е дозволено извесен временски период. Откако ќе заврши таа рехабилитација за подолг временски период, теоретски на нашите пациенти не треба се бават со појако физичко оптоварување во смисол на повеќе од аматерско бавење со спорт, дигање на тешки предмети, скокање од височини. Тие работи, барем јас лично не ги дозволувам, макар да американците и тоа го дозволуваат, они се либерални за сите работи повеќе од колку ние европејците што сме. Меѓутоа треба секој пат човек да знае дека има нешто вештачко во себе и кога е нешто вештачко не е природно, тоа вештачко би требало да има и рок на траење. Така, споменавте дека треба да се знае дека сепак вештачкото не е природно. Да, лицата оперирани кои имаат вештачки колкови не треба да имат поагресивни, како што велите вие, физички активности. Представува ли вештачкиот колк хендикеп за понатамошниот развој на животот? Не, баш напротив. Не хендикеп, ја би рекол дека тоа веќе придобивка, затоа што тие пациенти пред да се оперираат, тога се они хендикепирани. Откако ќе се оперираат кај нив, квалитетот на животот и квалитетот на здравието се поправа. Затоа што вие го ослободувате тој пациент ако е вродено од еден долготраен период на болка, на лошо одење, кривење, едноставно лоша биомеханика на телото. Откога ќе се оперира, ако се заврши како што сакаме, тогаш фактички тој негов хендикеп ние го подобруваме, да не кажам дека и комплетно го поправаме. Така, од режија велат дека е време за реклами, со разговорот повторно се враќаме, но по рекламниот блок. Останете со нас. Се враќаме повторно во студиото. Вечерашен мој гостин, мој соговорник е доктор Драган Христов, хирург-ортопед во Аџибадем, Систина. Докторе, во првиот дел од разговорот говоревме за вештачките колкови, за рехабилитацијата и колку по операцијата луѓето можат повторно да се вратат во нормалниот тек. Значи ли тоа истите правила се и за децата имат? Се изведуваат ли вакви операции и кај децата, односно и кај тинејџерите, пример? Значи, вештачки зглобови кај деца не, затоа што прво кај детето биолошкиот потенцијал на зглобовите е се уште присутен кај што може и треба да се искористи тој биолошки потенцијал за да се прават така наречени корективни оперативни интервенции за да се подобри таа пореметена или оштетена функција на било кој зглоб кај детето. Така, граница, дали има граница, временски денешно период? време не постои граница за која би била одредена за дали треба од таа граница нагоре да се стават вештачки зглобови, тоа чисто индивидуално. Има и на многу млади лица ставано вештачки зглобови, да кажеме кај јувенилен реуматиден артритис, тоа е реума кај деца кои што започнува во најрана младост и кој што ги деструира зглобовите и тогаш освен вештачкиот зглоб не постои ништо друго што може да се направи за да се подобри функцијата на тој зглоб. Така да не постои граница теоретски, меѓутоа практично ние ако не
причината, како што спомнав, некоја тешка болест, зглобовите, вештачките зглобови ги правиме колку што можеме покасно. Така, работите веќе 5 години во приватниот сектор. Колку вакви операции, односно вградување на керамички плочки имате направено? Така, колку ви се извинувам? Значи, за овие 5 години имам направено негде околу можеби 400 вештачки зглобови, негде во просек од 70 до 85 импланти се работат годишно во Систина Аџибадем. Од нив сигурно негде околу 60% се керамички. Так, споменавте дека од 80-тите веќе сте вработен. Колку досега во вашиот целокупен работен стаж имате направено операции? Примери, која е според вас најтешката операција, најинвентивната метода која имате применето во својот работен стаж? Значи, општо за сите операции. Така, да. Негде измеѓу 3 или 4000 операции имам направено. Таа бројка земете така, чисто со резерва, немам таква точна статистика. Сигурно имам околу 2000 импланти ставано, што колкови, што колена. Другите зглобови поретко се работат. И вакво, така да тие се тие бројки со кои што располагам, да. Но која е најтешката операција која имате изведено, или, пример? Најтешка и, не знам дали е најтешка, меѓутоа е операција која што се гордам најмногу со неа, тоа е така наречена тројна пелвична остеотомија. Таа ја направив уште на клиника додека бев 2001 година, и прва во Македонија беше направена тогаш, а од тогаш веќе имам 30 такви операции направено. Која е суштината на таа операција? Таа е биолошка операција. Значи, кога имаме вродени недоразвиености на колкот, посебно на чашката, тие операции што до тогаш ги користевме се правеа до известна возраст. Над таа возраст веќе таа операција со која што располагавме во тој момент не беше толку супериорна и не даваше такви резултати. Заради тоа во свет веќе се правеше таа тројна пелвична остеотомија и 2001 веќе направивме. Значи, таа операција се прави кај пациенти кои што се над 10 години. До, да кажем, првата пациентка моја беше на 36 годишна возраст, а после 10 години, значи, она ми дојде ланската година во Систина, значи 14 години она живееше со таа биолошка операција, за после 14 години, после таа операција на 50 годишна возраст, го сменив тој зглоб што го оперирав со таа интервенција. Таа беше првата што ја направив. Значи, за адолесценти и помлади пациенти, кај што има недоразвиеност на чашката, се прави таа остеотомија, се сечат сите 3 коски кои што се составен дел на чашката и едноставно чашката е слободна и се врти за да се намести како што треба врз главата на бутната коска. Со тоа што во известни моменти и случаеви се изнудува и корекции на бутната коска. Така, како е сега вашата прва пациентка со ваква операција? Значи, мојата прва пациентка после 14 години релативно добар колк, не би рекол нормален, затоа што сигурно дека не може да биде тоа нормално, меѓутоа со добар квалитет на живот, дојде и тој колк почна да боли и веќе го заменивме ланската година со вештачки. Еве, доктор, како се движи? Каде е македонската ортопедска хирургија, каде е европската, каде е балканската, каде сме ние тука? Значи, посебно Македонија во медицината има една убава традиција која што ја става како Македонија и во рамките на бивша Југославија на високо ниво и во рамките на Европа, затоа што постоеше еден наш учител од кого сите ние овие генерации сме учеле, професор Серафимов, кој што донесе од Англија и од другите земји од свет многу операции, меѓу нив и првиот вештачки колк беше вграден во Македонија на ниво на бивша Југославија и тој наш учител не научи на многу операции кои што се уште ја држат Македонија со квалитет на многу високо ниво, дури во рамките на Европа. Така, вие сте работеле и во приватниот и сега сте, сте работеле во државниот сектор, сега сте во приватниот сектор, здравствениот. Какви се условите, какви се начините на работа, се разликуваат ли, по што се разликуваат, до едукација, по
по начин на кој треба да се изработи операцијата или пак на сето на сите оние услови кои ги нудат? Јас не можам да кажам дека она што сум и како ортопед што сум го постигал, тоа го должам на тие мои учители, колеги со кои сум работел 25 години. Ова сега што се случува во Систина е само надоградба на она што сум го вложил во ортопедската клиника. Многу од колегите ќе се насмеат се ова што ќе го кажам, затоа што веројатно и они кои што работат во државни установи го осетиле. Она што го сонувавме и го гледавме во свет, а немавме услови да го остваруваме во државните институции, голем дел од тие сонови јас успеав во Систина да си ги остварам и голем дел од тие интервенции, операции кои што се мотале низ мојата глава или сум ги видел негде во света, не сум имал прилика и услови да ги направам во државното здравство, веќе овдека ги работам. Така, голем, нели, на почетокот од разговорот го стартувавме со тоа дека секој речиси втор човек, барем јас така лаички размислувам, дека речиси секој втор човек има проблеми со рбетот, со колковите, со екстремитетите. Каква е состојбата со сколиозата, со остеопорозата, бидејќи податоците од систематските прегледи покажуваат дека голем број на дечиња од прво оделение до средна година во средно училиште имаат проблеми со сколиоза и искривување на рабетниот столб. На што се должат ваквите деформитети? Значи, вакво, прво за сколиозата. Сколиозата сигурно дека постоела од секој пат. Зависи од кој поднебе и во која држава, извесен процент си постоел од секој пат. Зошто мислиме и веројатно е така дека процентот е зголемен во последните години. Това е моје чисто размислување без некоја статистичка подкрепа. Мислам дека новите генерации се многу повисоки од претходните генерации. Тоа е едната работа. Стилот на живење кај луѓето е многу сменет. Не само динамиката, техника, технологија, компјутери, седење на столче пред компјутер, на мобилен телефон и колку и да нема главно влијание таа позиција, постурална позиција на телото, врз сколиозата сепак има влијание. Сколиозата е болест, состојба на рбетот, кој што и медицината се уште не знае зошто настанува. Некои викаат дека тоа несовршенството на човекот како суштество од четироножно кој што се исправило да оди на две нозе, гравитацијата, меѓутоа чисти факти и докази поради што настана сколиозата нема. Главните причини не се знаат кои се. Механиката, начинот на настанување, деформитетите кои што има, тоа се е испитано, се знае, меѓутоа самото потекло на сколиозата, зашто кај некој има, кај некој нема, тоа не може да се докаже. Така, колку успешно се лекува со оперативни зафати? Сте работели ли на тоа? Значи, сколиозата со операции изузетно тешко да се работат и тие се изузетно тешки операции, поврзани со различни фиксатори кои што ги фиксираат тие деформирани делови на рбетот. Меѓутоа, колку и да се новите методи и фиксатори софистицирани и подобри од колку порано се ставаше шипка од горе до доле на рбетот и добивате еден прав рбет, меѓутоа не подвижен. Сега тоа е заменето со фиксатори кои се стават на различни нивоа за да ги коригираат тие искривени делови од рбетот, меѓутоа сепак е тој дел и таа патологија се многу тешки за работење. Конкретно во Македонија сколиози многу од секој пат не се работеле. Има земји во светот кои што се авангардни во таа проблематика, да кажеме на Франција и други светски земји кои што имаат голема традиција во лекувањето на сколиозите, додека кај нас во Македонија таква традиција не е многу голема и не е барем во многу голем процент застапена во хирургијата во ортопедија. Може ли сколиозата да се смета како една од болестите од листата на професионални болести, споменавте? Па не, може да влие како и вроденото недоразвиено колкче кај децата или колка и возрастните, мултифакторијални се причините.
има причини кои што се во самиот геном, значи генотипски, меѓутоа и средината, значи фенотипски влијанија имаат ефект. Така да ја би рекол дека се тоа мултифакториални. Кога сме веќе кај децата, јас би сакала да прашам и за рамните стапалца. Нели, голем е бројот, има ли? Што говорат вашите податоци, вашиот долгогодишен стаж? Да, моите искуства покажуваат дека ќе дојде време кога децата кои што имаат сводови на стапалата ќе бидат третирани како ненормални, затоа што огромен е процентот на рамни табани, рамни стапала кај новите генерации. Така, како може да се, бидејќи нели велиме дека чевличето мора да биде ортопедско при самиот, треба ли родителите да внимаваат какви чевлички купуваат за своите деца? Која е причината? Стапалото е орган кој што го имитира тоа по кое што гази. Значи, голем процент од тие дечиња кои што доаѓаат во нашите ординација немаат видено камче или тревичка, освен кога одат на море тие 10 дена кога се на одмор, немаат осетено да го боце нешто да ги активира тие мускулчиња за да направи свод. Тоа е една од причините за тие равни табани. Друго, треба да се прават тие вежбички кои се многу важни уште од најрана возраст на стапалата на децата за да може тој свод да се формира. Значи, кога даваме ортопедски влошки кондури, ние пасивно го коригираме сводот. За да имаме добро стапало, убаво стапало, убав свод, многу е битна таа динамичка корекција која ќе прават тетивите и мускулите, кои што ги активираме со физичка активност, со оптеретување на различни точки на делот на стапалото и активирање на различни мускули. Така, пред самиот крај на емисијата би сакала да поразговараме и за остеопорозата. Ќе може ли да ни кажете и каква е значи, таму на времето состојбата? остеопорозата во Македонија скоро и да не била присутна, барем не била толку позната како што е денеска. Зошто? Македонија е земја која што во голем дел од годината има сонце. Една работа. Втора работа, Македонија е земја кај што во исхраната внесува многу млеко и млечни производи. Трета работа, македонците како народ се народ кој што бил преокупирани со физички активности и работи. Тоа се сите фактори кои што влијаат да во текот на развојот на човекот до извесен временски период, јас го викам тоа се стационира коска магацин, да се направи еден фонд на коскено ткиво, еден процент или количина на коскено ткиво, кое што во понатамошниот тек на животот ќе има долго години да тој човек да го троши, а да не настане остеопороза. Меѓутоа, на денешно време политиката и процентот се менуваат. Се повеќе има луѓе кои што имаат остеопороза, се повеќе има компликации од таа остеопороза и гледаме веќе се повеќе имаме потреба од третирање на тие луѓе со медикаменти. Така, како би можеле да се превенираме од остеопороза? Што би требало да правиме, посебно женската популација? Да, додека човек е во развојот и додека е, би рекол, млад, нели, и активен, и хормонски, и физички, во секој смисол, треба да биде активен спортски, да внесува витамини и минерали доволна количина како што треба, да биде умерено физички активен секојдневно, да се бави со спорт. Тоа би биле моите совети. Меѓутоа има и услови кои што мора да се случат за да поради здрави или како кај жена да кажеме гинеколошки операции и отстранување на органите кои што лачат хормони, тогаш во такви случаи е потребна и субституција хормонална. Така, и за самиот крај би сакала да ви поставам едно прашање, дали коските, според старите, дали коските и вртежите во коските може да бидат и се временска прогноза? Па, видите вака, факт е дека многу од пациентите кои ќе дојдат во ординација, тоа многу пати сум го чул, реагираат, се метеоропати. Многу од луѓето на промени на временските услови реагираат со различни симптоми, главоболки или било какви симптоми. Голем дел од тие метеоропати реагираат со болки во зглобовите и во мускулите, така да јас им верувам на тие луѓе дека тоа го чувствуваат, затоа што нема причина он да не ја кажува вистината и затоа што се случило повеќе од еднаш и повеќе пати. Така, но постои ли медицинско објаснување дека вртежите во колковите или вртежите во половината значат дека ќе се менува и времето? Значи медицинско нема објаснување за тоа, меѓутоа нешто ако не е објаснето во медицината не значи дека не би било вистина или нема некоја причина.
Така, јас ви благодарам за прекрасниот разговор. Благодарам и на поканата. Да, а на вас, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Останете со програмата на телевизија Ирис. Довидување.